Благодарам, председателе. Почитувани министри, почитувани колеги пратеници. Јас би сакала да поставам три прашања, од кои првото и третото прашање се однесуваат на Министерството за транспорт и врски, а второто прашање е упатено до Владата на Република Македонија. По однос на првото прашање би сакала најпрво да дадам едно образложение во врска со проблемот со кој што се соочуваат жителите кои што живеат на крајниот североисточен дел на Република Македонија. По самостојувањето на Република Македонија, значи жителите кои што живееа по селата Голема и Мала Црцорија, село Луке и село Крстовдол, се соочија со еден реален проблем односно со маркирањето на границата со Република Србија. Дел од имотите па и куќите на овие луѓе останаа на српска територија. Истите овие луѓе, доколку сакаат да си ги посетат своите домови или пак да ги обработуваат своите имоти, беа принудувани оваа државна граница да ја поминуваат, да не речем, ама буквално на црно. Затоа што ако сакаат да ја поминат на регуларен пат, требаше тоа да го направат преку граничниот премин Табановце, а тоа за нив ја отежнува ситуацијата, бидејќи преку преминот Голема Црцорија Голеш, за нив тоа е само 30 километри. Овие луѓе, сакајќи да се вратат, да си ги посетат своите семејства, домови или имоти, буквално наидуваа на судир со војската во тој период на Република Македонија, како и потоа и со граничната полиција, а голем дел од нив и плаќаа казни затоа што се обидуваа на еден начин на црно да ја преминат државната граница. Но на 6 мај 2011 година беше отворен овој привремен меѓудржавен граничен премин помеѓу Република Македонија и Република Србија. Верувајте ми, тоа е на огромно задоволство на овие жители, бидејќи на вистина ние многу им го олеснивме нивниот пристап до местото од каде што тие потекнуваат. Сега тие си го поминуваат на регуларен начин државниот премин со тоа што се покажуваат само лична карта или пак доколку се деца поминуваат со патната исправа пасош. Сега овие лица, значи, се задоволни од отварањето на граничниот премин затоа што беше и неопходно неговото отварање, но имаме еден друг проблем, а тоа е патот кој што води до преминот Голема Црцорија Голеш, затоа што овој пат е навистина лош и во многу лоша состојба и во зимскиот период поминувањето низ него е навистина оттежнато, а на моменти дури и невозможно. Се случува во зимскиот период и самата гранична полиција која што нормално работи горе на граничниот премин, таа не е во можност да го премине патот, туку многу пати за да направат смена одат со часови пешки. Со истиот проблем се соочуваат и самите жители, значи на селата Голема, Мала Црцорија, селото Луке, Крстовдол, како и оние кои што живеат во Крива Паланка, а потекнуваат од селото Голеш, Караманица и Жеравино. Па затоа би сакала да го поставам прашањето дали постои реална можност да се направи еден асфалтиран пат кој што е во должина од 3,5 километри и кој навистина ќе го олесни пристапот до граничниот премин. Истиот овој пат го има и во програмата, предизборната програма на ВМРО ДПМН и би сакала да добијам одговор од Министерството за транспорт и врски дали во 2015 би можеле да очекуваме реализација на овој проект. По однос на второто прашање, значи, ме интересира докаде е постапката за отварање на рудникот Луке Тураница во Крива Паланка. Ова постапка веќе е започната, значи за отварање на рудникот веќе е доделена концесија за истражување на бакар, злато и други полиметали и по завршување на истражувањата требаше да биде изготвена проектна документација за добивање на концесија за експлоатација и секако отварање на рудникот. Па бидејќи овој рудник би бил од големо значење за општина Крива Паланка, се претпоставува дека инвестицијата ќе чини околу 200 милиони евра, а се очекува да бидат вработени околу 300 луѓе, што е многу битно за екзистенцијата на луѓето во Крива Паланка, бидејќи знаеме дека во Крива Паланка и немаме многу економски капацитети и вработеноста не е на некое завидно ниво. Па ме интересира докаде е постапката и кога реално ќе можеме да ги очекуваме првите вработувања.
По однос на третото прашање, исто така во предизборната програма на ВМРО ДПМН, во рамките на проектот водоснабдување и одведување на одводни води, за Крива Паланка беа планирани дополнителни работи на зафат и довод на вода за водоснабдувачкиот систем Станечка река, како и допремување на филтер станицата за вода за пиење. Во Крива Паланка луѓето кои што живеат на повисоките зони во летниот период многу често се соочуваат со проблем, а тоа е недостиг на вода за пиење. Па доколку успееме да го реализираме овој проект до крајот на 2014 или пак првата половина на 2015 година, тоа ќе биде од големо значење, односно луѓето нема повеќе да имаат проблем со вода, затоа што се очекува од оваа филтер станица, значи да имаме 50 литри метри кубни вода во секунда, со тоа што би се задоволиле потребите на целата општина на Крива Паланка. Ова прашање исто така е насочено до Министерството за транспорт и врски, па ако не може во моментот, може да добијам и писмен одговор. Благодарам. Благодарам. Пратеничка Слаđana Митовска, постои 3 пратенички прашања. Првото до Министерството за транспорт и врски. Одговор се добиете од заменикот министер за транспорт и врски. Повелете. Благодарам. На писмена форма ќе одговориме. Благодарам. Ќе добиете писмен одговор по првото прашање. Второто прашање упатено до владата на Република Македонија и со оглед на тоа ќе добиете и писмен одговор. Третото прашање исто така упатено до Министерството за транспорт и врски. Вака се јасно што слушнав де до Министерство за транспорт и врски. И затоа, ако сакате вие да одговорите до економија, повелете, одговорете. Заменикот министер за економија, повелете. Благодарам, председателе. Прашањето во врска со експлоатацијата на минерални суровини е патено до Министерство за економија. Имено во регионот на Крива Паланка имаме издадено концесија за детални геолошки истражувања на локалитетот Луке на странска компанија. Деталните геолошки истражувања се завршени. Компанијата, концесионерот има доставено до Министерството за економија рударски проект за веќе за започнување на експлоатација на рудникот. Во моментот овој проект се разгледува и од страна на Министерството за економија, но и од страна од Геолошкиот завод. Очекуваме набрзо да подпишеме договор за експлоатација со оваа компанија, каде што очекуваме да се почне веќе од следната година да почнат активности на терен, односно да се почна со експлоатација на овој рудник. Овој рудник е едно така поголема појава за Република Македонија, така да не само 200, очекуваме и многу повеќе вработување во овој регион. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање во збор пратеникот Слаđana Митовска. Повелете. Благодарам за одговорот. Значи вака тоа прашање беше упатено до владата, но јас му благодарам на заменик министер за економија што ми даде одговор и навистина ние многу ќе ни значи доколку овој рудник почне со работа во 2015, затоа што се најавени некаде околу 300 вработувања кои што се од големо значење за жителите на овој град. Благодарам. Благодарам. Сега ова беше второто прашање, за третото е Министерство за транспорт и врски. Одговор на писмено. Ќе добиете писмен одговор.